Добар ден и од мене. Секогаш представува чест и задоволство да се биде дел од проектите кои што ги реализираат градоначалниците на ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН. Александар како градоначалник на општина Ѓорче Петров и покрај исклучително тешката состојба која што како општина наследи, повеќе од 140 милиони денари долгови, денеска тој долг е драматично намален. Успева да обезбеди средства да дел од проектите кои што беа ветувани за време на кампањата во 2021 година да ги реализира. Еден од тие проекти е и овој. За останатите самиот градоначалник кажа, јас му честитам нему, честитам на дел од советниците кои ја поддржуваат работата на градоначалникот, на администрацијата, советниците во град Скопје, пратениците, подпредседателот Михајловски, пратеникот Бојан Стојановски, кои што во парламентот секогаш се обидуваат преку амандманска расправа да обезбедат денар повеќе за проекти овде во општина Ѓорче Петров, но за жал имаме работа со влада која што е комплетно ненародна и оние општини каде што има градоначалници од ВМРО ДПМН и коалицијата која што предводи ВМРО ДПМН гледаат како да ги казнат сопствените граѓани, зашто тие во 2021 година гласале за ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН. Но добрата вест е што за неколку месеци од денеска оваа криминална влада на ДУИ поддржана од СДСМ ќе замине и нема повеќе да биде реалност. Тогаш доаѓа влада на ВМРО ДПМН која што има намера да биде влада за сите граѓани во Македонија, без разлика дали општината има градоначалник од ВМРО ДПМН, од СДСМ, од Демократската унија за интеграција, Алијансата на албанците, БЕСЕ или е некој независен градоначалник. Не значи дека ако граѓаните гласаат против политичката опција која што е влада, дека владата треба тие граѓани да ги казнува. Сите граѓани во Македонија се граѓани кои што треба да ги поддржува владата. Идната влада на ВМРО ДПМН има сериозна намера повеќе од 250 милиони евра годишно да инвестира во локални проекти. Вакви проекти како што се овие, улици, канализации, водоводи, бидејќи граѓаните во Македонија се соочуваат со немање основни услови за живот. Тоа е суштината која што повеќе од 3 децении е заборавена. Додека бркајќи провизии на крупни проекти, политичарите повеќе од 3 децении заборавиле новија луѓе кои што еве денеска ходејќи наваму ни рекоа конечно после 5 децении добиваме и ние улица. Замислете, во 21 век зборуваме за нешто што треба да биде основа, а не да биде привилегија. Така што ќе ми дозволите уште еднашка да му честитам на Александар, на дел од советниците, на администрацијата, советниците од ВМРО ДПМН и коалицијата во град Скопје, пратениците, подпредседателот Михајловски, Стојановски, сите оние кои што даваат своја додадена вредност во општина Ѓорче Петров и да им посакам уште многу вакви проекти, а за неколку месеци од денеска ќе имаме и повеќе средства на располагање, повеќе проекти и јас сум убеден дека и повеќе од тоа што беше ветувано во кампањата во 2021 година ќе биде реализирано. Ви благодарам. Ако имате прашања, оставам на располагање. Господин Мишковски, од утре стапнуваат на сила измените во кривичниот законник. Дали очекувате да имаат влијание на процесот на уставни измени, имајќи ја предвид увереноста на премиерот денеска во изјавата дека до крајот на мандатот ќе се обезбедат, како што рече, 118 пратеници за устав? Па видете, јас подолго време престанав веќе да ги слушам пораките од таму, бидејќи сите се тие неточни пораки, невистинити пораки, кои што ги дава Димитар Ковачевски. Тоа е порака со двојна намена. Првата цел е да ја држи кохезијата во рамките на партијата, која што според неофицијални информации е поделена на неколку структури, е тотално демотивирана структурата на СДСМ. И ако не им даде некаква надеж, тогаш предпоставувам дебаклот кој што ќе се случи на следните парламентарни избори ќе биде уште поголем. Така што давајќи он вакви изјави од позиција за жал таму каде што е, таа му дава кредибилитет, иначе неговата личност не дава и не нуди никаков кредибилитет. Членството гледа и посакува нешто што е немакедонски, не политички и не е добро, впрочем, да се случи, за да печалат некој поем повеќе. Тоа е едната цел. А втората цел е порака до
меѓународната заедница, еве, оставете ни уште неколку месеци да крадеме и да лажеме, секако напролет се редовните парламентарни избори, не ни требаат сега предвремени парламентарни избори, па ќе видиме како до тогаш ќе премостиме целата оваа работа. Прилика, ова е суштината на Ковачевски. Иначе, уставни измени ние повторуваме повеќе од 15 месеци дека под бугарски диктат нема да прифатиме, не само сега, и во иднина. Ако ова се условите кои што ќе останат и идната влада на ВМРО ДПМН нема намера да влезе во процес на уставни измени под овие услови, додека условите не се променат. А кои услови да се променат? Договорот тие го подпишаа со политичари кои што не можат да испорачат, немаат кредибилитет и длабоко се навлезени во криминал. Ние свесни за тоа, како државотворна партија, во многу наврати нудевме решенија. Го промовираа хрватскиот модел, им го прифативме, па го одбија. Им понудивме со одложено дејство. Им понудивме предвремени избори, гаранции и така натаму, све одбија што можеше да се одбие. Тоа е тоа. Жалам, под овие услови ВМРО ДПМН, македонскиот народ и огромното мнозинство граѓани во Македонија нема да прифатат. Додека не видиме ние добра волја од бугарска страна, дека навистина сакаат да бидат добри соседи, бидејќи ги следам изјавите на нивниот председател Радев, кој што вели дека тоа не биле сега бугарски барања, биле европски барања. Европско барање и да се почитуваат европските одлуки на Судот за човекови права во Страсбур. И тоа е европско барање. И ако све се сведува на копенхагенските критериуми, тогаш господата треба да покажат европски вредности и да ги почитуваат копенхагенските критериуми и за македонското малцинство во Бугарија и за македонската заедница во Бугарија да покажат добра волја дека тие навистина сакаат да бидат добри соседи, па тогаш можеме да разговараме. Воспротивно, и во иднина, ако ова остане вака како што е, за тие, за жал, 762 бугарски македонски граѓани кои што себе си се сметаат дека го говорат мајчиниот бугарски јазик, а според податоците од последниот попис, ќе нема место во преамбулата. Имавте средба со германскиот представник Сарацин, но не и со Рот. Зошто немавте средба со Рот? Како помина средбата со Сарацин и дали на овие средби гледате како притисок околу процесот на уставните измени? А зошто мора да имам средба со Рот? Каде пишува дека мора да имам средба? Видете, мојата информација е дека Рот беше дојден тука на покана на невладина организација која што одржуваше некаква конференција и претпоставувам дека провладините медиуми искористија неговата посета да добијат изјава на една тема, а тоа е уставните измени, бидејќи за било што друго да прашате е од црно по црно. И тоа сега они го кажуваат како е поддршка за политиките на владата, а се друго е катастрофа. Секој гостин кој што е добронамерен и кој што побарал средба кај мене, во зависност од мојот распоред, ја добил или сме ја презакажале таа средба, овој господин не побарал средба, очигледно не чувствувал потреба да се види, а и впрочем никаде не пишува дека треба да се гледаме со сите кои што доаѓаат во Македонија. Поврзано со средбата со Сарацин, нашите позиции се тие, уште еднаш кога ги слушна господин Сарацин, од другата страна не добив никаков аргумент кој што би влијал за да се променат нашите позиции поврзани со уставните измени. Ако мислите дека тие средби се едноставни и дека ние таму зборуваме за теми кои што нудат развој на Македонија, па зошто тревата не е толку зелена, зошто птиците не пеат ваква или онаква песна, не се тие такви средби, тоа се жестоки средби на кои што се аргументираат позициите, на кои што се разгледуваат и геостратешки проблеми. Добро е што Македонија е во фокусот на светската геостратегија, благодарение на ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН, затоа што владата на ДУИ поддржана од СДСМ ја распродаде Македонија само заради своите кожни политички фотели, ништо повеќе. Како го коментирате најавеното ново задолжување кое што поминало на владина седница? Повеќе пари за тендери кои што ќе завршат во 4 очи, ништо повеќе. Очигледно дека буџетот, бидејќи вела дека е ликвиден, дека има наплата онаква каква што планирале, не е така. Тоа говори и овој податок кој што и јас го слушнав, дека на вчерашната седница на владата е помината одлука за нови 300 милиони евра задолжување со нова евроврзница. Така што се што ќе кажат од таму, земајте го, ве молам, со резерва, затоа што или е полувистина, или е шпекулација, или е лага. Не убедуваа дека е стабилна состојбата, зошто тогаш
се случуваат овие работи ако е стабилна состојбата. Ако го погледате податокот кој што го објавува Министерството за финансии, ќе забележите дека моменталната дупка во буџетот е повеќе од 33 милиарди денари, некаде околу 550 милиони евра. И ако го слушнете министерот Бесими, ќе ви каже дека повеќе од 120-30% споредено со лани имаме капитални инвестиции, а капиталните инвестиции секој од вас може да ги види. 200 милиони евра се за овие проективе коридорот 8 и 10А, кои што се платени на хартија, а за жал освен таблата, па сега ни таблата не стои, ја извадили таблата, само шипките стојат, друго ништо не видоа граѓаните. Но уште добрата вест ќе повторам дека тоа ќе потраи уште неколку месеци, доаѓаат избори, граѓаните треба да се обединат без разлика дали се политички определени или неопределени околу ВМРО ДПМН, коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН за вистински промени, за вистински ред, за вистинска економија и за вистински развој на Македонија. Се останато е политичка булумента и политички криминалци. Да, во медиумите се пишуваше, а и самиот градоначалник на Газибаба рече дека објави дека има закани по својата безбедност, по неговата безбедност, бидејќи поради рушење на дивоградба во општината. Може и коментар за тоа? Боби има закани за кои што јас знам по својот живот и животот на своето семејство затоа што спроведе закон. Односно, после неколку предупредувања, интервенции и така натаму, како општина, ја зема правдата во своји раце, по закон, тоа што треба да го направи, и ја урна таа дивоградба. И поради тоа што урна дивоградба, добива закани од лицето кое што и семејството на лицето кое што ја изградило таа дивоградба на парцела која што е сопственост на општината, тоест државно земјиште, каде што треба да никне градинка. И тоа е пријавено во Министерството за внатрешни работи. И Министерството за внатрешни работи не реагира. И оставаме уште неколку дена, ние ќе мора да се браниме. И ќе мора да се заштитиме од оваква болумента криминална, која што заедно со политичка болумента напаѓа овластени лица само заради тоа што го спроведуваат законот. И веруете, тоа е порака и до овие што се закануваат, ќе се организираме и ќе се одбраниме. Ако мислат дека нема да се одбраниме, се лажат. Ќе се одбраниме. Јас ги гледам вака во очи преку вас медиумите и им кажувам дека си играат со оган. Го повикуваме министерот Спасовски да го заштити животот на Боби и на неговото семејство, затоа што во спротивно, ако не дај Боже нешто се случи, тој лично ќе биде одговорен. А ВМРО ДПМН има должност, барем на тоа ниво каде што може, да го спроведе законот и тој закон ќе важи за сите. И за оваа криминална болумента што се заканува, и за тие политички криминалци и болумента политичка која што ги штити, и за секој оној кој што ќе го прекрши законот. Сега, таму каде што можеме, тоа е на локално ниво, во оние општини во кои што имаме градоначалници, а за неколку месеци од денеска и на територијата на државата Македонија. Тоа е основната цел на политичарите со која што ние ќе покажеме дека не сме исти. Затоа, уште еднаш предупредувам. Ако министерот не е способен, јавно кажувам, ќе се самоорганизираме и мојата порака до оваа криминална болумента е дека ќе бидат поразени. Господин Мицковски, познати се ставовите и на власта и на ВМРО ДПМН во однос на измените во кривичниот законник. Европската унија вели се анализираат, власта вели дека тоа е усогласување со европското законодавство, но во меѓувреме информациите говорат дека од правда се подготвува нов закон за амнестија. Има ли можеби некоја формална, неформална комуникација со ВМРО ДПМН во однос на тоа или пак сами си го подготвуваат? Јас ќе ве молам внимателно да ги следите изјавите од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН кажа уште пред неколку месеци дека прекинува било каква официјална и неофицијална комуникација со владата. Ниту има, ниту официјална, ниту неофицијална. Ниту пак ќе има официјална или неофицијална комуникација со овие луѓе во оваа влада. Ниту пак имаме било каква точка запирка додадена вредност во текстот на тој закон кој што е предложен. Тој закон кој што е предложен, а од вчера и на јавноста достапен, е закон за амнестија на криминалци за кои одредени политички партии
во минатото даваа ветување дека ќе бидат или ослободени целосно или делумно. За жал, тие политички партии или дел од тие политички партии денеска се од владата. И можете да видите дека таквиот закон не одговара, ама буквално, ниту на потребите, ниту на очекувањата на граѓаните. И во име на тоа, ВМРО ДПМН не само што нема да го поддржи овој закон за амнестија, туку и истиот преку демократски алатки ќе го блокира. Дозволете уште едно прашање во однос на вчера беше соопштено дека за изградбата на коридорот 8 Бехтел и ЕНК ангажира меѓу трите фирми подизведувачи Евровија која доби тендерот за реконструкција на Борис Трајковски. Сметате ли дека и за вас прифатливо ли е една ваква фирма која во неколку пати се појавува како ги добива тендерите и овој пат да се јави за подизведувач на една условно кажано главна работа во државата? За мене беше шокантен податокот кога прочитав дека фирмата Евровија е главен подизведувач на коридорот 8 на компанијата Бехтел и ЕНК. Имајќи предвид дека компанијата Евровија би рекол на сомнителен начин, барем така беше во јавноста кажано, има основано сомневање дека на сомнителен начин добила тендер од Министерството за надворешни работи за преуредување на спортскиот центар Борис Трајковски, а за потребите на настан кој што го организира Министерот за надворешни работи на крајот од годината. И истата таа фирма, или фирма поврзана со оваа фирма, се јавува како еден од донаторите на партијата Демократска унија за интеграција. И уште што пошокантно за мене е што во услови кога Македонија се наоѓа на најниско ниво во владењето на правото, а на највисоко ниво на степенот на корупција и степенот на криминал, ние имаме фирма која што на одреден начин пркоси пред представниците на меѓународната заедница, кои што и вчера беа таму, но претпоставувам и горен дел од представници од меѓународната заедница тоа го гледа. И ако мислите дека ние тоа ќе го премолчиме, нема да го премолчиме. Ако мислите дека ќе го заборавиме, нема да го заборавиме. Или ќе владее правото за сите, или нема да не биде. Не може за едни да важи правото, за други да не важи правото. Не може ВМРО ДПМН за ни приближно сличен случај, да има замрзнат имот и да се влече по судски ходници повеќе од 5 години, а обвинителството да е немо за случај во кој што и Државната комисија за спречување на корупцијата вели дека е случај од највисок вид на криминал и корупција. Односно, компанијата донатор се јавува компанија која што потоа добива, за која што постои основано сомневање дека добива тендери на сумнителен начин. Или ќе важи за сите, или нема да не биде. И ако ова мислат сите представници на меѓународната заедница дека ние ќе го премолчиме и ќе бидеме слепи при очи и глуви при уши, се лажат. Од каде да доаѓат? Мора да владее еднашка и за сите законот во оваа држава. Не може одредени да бидат заштитени како бели мечки, а други да одговараат за кикирики. Тоа не може. Ако сакаме да не биде. Ако не сакаме да не биде, еве ќе гледате овакви примери. Да, ви благодарам. Ако немате, ви благодарам. Убав ден има.